Државата е на работ на уставно-политичка криза, бидејќи ништо не е подготвено, а за неколку месеци ќе имаме парламентарни и председателски избори. Првиот човек на ВМРО ДПМН ја повика власта да престане да бега и веднаш да ги формира работните групи. Според Мицкоски би било глупаво да се трошат ресурсите на граѓаните, кога законските рокови дозволуваат парламентарните избори да бидат на 8 мај, кога би бил и вториот круг на председателските. Јас ценам дека ова е одлична можност, барем еднашка, владата да застане на страната на разумот, на страната на рациото, наместо на силата да турка процеси. Но како и да е, ние мораме да седнеме и да разговараме за овие процеси, да почнат и да се завршат. Веќе и законските рокови, и уставот не притиска. Ние веќе влегуваме во своевидна уставна и законска криза, бидејќи Државната изборна комисија не е комплетна. По закон треба да имаме 7 члена. Државната изборна комисија има 6 члена. Премиерот Ковачевски денеска не конкретизира ниту за датум на избори, ниту кога ќе ги формира работните групи. Иако председателот на собранието рече дека ќе свика состанок веднаш откако политичките партии ќе се договорат за таква работна група, председателот на владата тактизира во врска со барањето на опозицијата за двојни избори. Тој се повикува на законските рокови. Конкретните датуми зависат од законските решенија, во колку дена пред истекот на мандатот се организираат и парламентарните и председателските, и нормално дека конкретен датум секогаш зависи од тоа што ќе биде договорено и што ќе биде подоцна изгласано и предложено од страна на председателот на собранието. Така да ние имаме востановено пракса, востановено парламентарна демократија, во која што ова се сметаат за прашања кои што се од би рекол техничка природа во однос на организирање на изборите. Двојни избори бара и македонската и албанската опозиција, пред се поради милионските суми кои би биле потрошени непотребно за два изборни циклуси во само 2 или 3 месеци. Минатата недела Ковачевски порача дека не прифаќа да седне на маса со Мицкоски за да договори заедничко одржување на председателските и парламентарните избори. Кажа дека едните ќе се одржеле во мај, а другите во јули. На маса е спремен да седне, само ако се зборува за уставните измени.